Во оваа лига такмичат 18 екипи, а имаме информација дека уште повеќе екипи чекаат да се вклучат во наредната лига, која што ќе почне во наредната тековна година. Во врска со екипите, да ни кажете кои се тие екипи, предпоставувам дека има доста од компании, од организации, и кои се играчите? Таа беше целта да се опфатат сите наши фирми, односно во фирмите во кои што работат нашите претходни фудбалери, односно ветераните во нивните организации, односно работен однос кој што го стекнуваат во нивните фирми. Значи, главната цел е спортот, односно да се вклучат сите фирми во нашиот град, па и дозволено е некои екипи кои што не се во работен однос, но почетокот, како што кажав, беше тежок, многу тежок да се направи нештото, што и не очекувавме дека толку многу екипи ќе имаме, но сепак е една од најуспешните лиги во нашата држава. Така да опфатени се сите фирми како Мермерен комбинат, Витаминка, Микросам, да не заборавиме некого. Тие се представени во нашата табела, можат и нашите сограѓани, како е нашата држава, да ги видат кои се екипи настапуваат. Настапуваат многу звучни имиња од нашиот фудбал, односно играчи кои што не се сега во професионален однос кон клубовите, туку се аматери, и така да лигата е многу интересна, како што учествува еден Горан Тодоровски, учествува еден Тони Мегленски, учествува многу звучни имена, Стефче Талески, па така да во Тутунски комбинат, нашиот Тутунски комбинат се и ракометарите како Гоце Макаловски, многу други звучни имена кои што учествуваат во лигата. Се надевам дека уште повеќе ќе земиме замав за наредната година. Бројката 18 тима сепак е голема, едно пријатно изненадување вака кога ќе се спомне 18 тима по 10 играчи од прилика, така ли? И тоа се една голема бројка и на играчи. Дали и вас изненади таа бројка на интерес за пријавување? Значи тоа стварно неделно изненади нас, туку изненади цела македонска јавност. Бидејќи очекувавме најмногу 10 до 12 тимови, а се пријавија 20, на кои што 2 се откажаа, а како што кажав, чекаат уште 4 до 6 тимови, односно фирми, за да учествуваат во бизнес лига, и сум пријатно изненаден што во таа бизнес лига секој играч си го знае своето место и прекрасна дружба, мирно се однесуваат и кон суди и кон нас организаторите, која што сум горд на нив и му честитам во досегашните тековни надпреварувања. Ривалството мора да постои, но дружбата е главната цел на ова лига. Сега околу системот на надпреварување, сега во тек е првата фаза, да ни кажете што до крајот и што до сега се одвиваш? Значи, тековната година треба да имаме надпреварување, да овој систем е секој со секого, одигра 2 пати во текот на годината, значи како што се сите лиги, домашно и гости, значи дома и гости. Така да имаме долго дружење. Значи тоа е 17 и 17, 34 кола, нели? Точно така, 34 кола за да дојдеме до тој шампион на ова лига, и пред се да кажам, нема шампион бидејќи трите пласирани екипи, односно трите први места во лигата, водат на заедничко патување кој што организираме ние како организатори. Победници пред се да кажеме се сите тимови кои што учествуваат во оваа лига, а првите 3 места водат на заедничко патување на определена дестинација. Меѓутоа, рековме прва фаза од 34 кола, понатаму дали е предвиден и плей-оф? Точно така. До првите 3 места се доаѓа плей-оф и плей-аут. Од паѓа 2 тимови од плей-аут, а од плей-оф разигруваат 8 тимови кои што ќе ни ги донесат првите места во оваа лига. Значи, првите места доаѓаат преку плей-оф од првите 8 пласирани тимови.
Сега за уште една придобивка да ни кажете, оваа сала е пуштена повторно во функција кај градскиот базен, сега со име Еврогол Арена. Да ни кажете околу оваа реализација. Знаете и сами, тоа е тешко прашање кај нас во нашиот град. Па таа иницијатива дојде од тоа што ние знаете имаме едно мало клубче што се вика Еврогол со големо срце. Така да во зимскиот период немаме каде да тренираме, бидејќи знаете дека нашите сали, и тоа е честно, се зафатени од клубовите кои што работат во салски, односно ракометари, одбојкари и така натаму, каратисти, джудисти. И така да оваа сала стоеше долги години така, запуштена. Ние ја реновиравме колку што можевме и мислам дека е добро катче за надпревари од ваков тип во бизнес лига, како и тренинзи кои што ги одржуваат овде повеќе клубови од градот, кои што се во детска лига. Тоа е клубот на Wonder Kids, тоа е клубот на Академија Пандев, како и нашиот клуб Еврогол. Несебично работиме на тоа да уште повеќе има услови во оваа сала и да ја долги години чуваме. И ја имаме како спортски објект за спортски надпревари. И да ни кажете на крајот, до кога се очекува да заврши бизнес лигата, значи онај последен финален надпревар, која ќе биде? Значи бизнес лигата од прилика некаде би завршила, ако е се како треба, а е се како треба, бидејќи имаме празнични денови каде што не можеме во недела да такмичиме, така да знаете дека такмичењето на бизнес лигата е само во недела, затоа што тогаш се работните организации слободни. Па мислам дека некаде околу септември би дошло нештото, завршен плей-оф, плей-аут. Но тука не сме завршиле. Само што ќе завршиме, за само еден месец почнува новата бизнес лига. Значи новата тековна година, новото првенство, што се надевам дека ќе трае долги години. Можеби ние ќе бидеме како и вас организатори, иницијатори на ова, но мислам дека не треба тука да заврши, туку тука треба да продолжат и некои помлади деца кои што нас ќе не наследат. Само ова е некоја цел која што треба да ја стваруваме во спортот.